ќе разговарам со председателката на Организацијата на потрошувачи на Македонија Маријана Лончар. Добро утро. Темата е потрошувачи и секогаш прво прашање неизбежно е да ве прашам и знам дека години наназад ве прашуваме колку и до каде напредна во заштитата на потрошувачите, бидејќи во ова енормно купување, ќе зборуваме и за онлайн купување, навистина имаме ли, можеме ли да говориме дека навистина има заштита на потрошувачите? Или па од спротивната страна колку има, како велиме, купување каде што има некои замки, навистина каде што како купувач, како потрошувач не може да ги согледа. Не, прашањето ви е добро заради тоа што и самото потрошувачко право станува многу широко, многу обемно и многу динамично заради динамичните односи на пазарот кои што се јавуваат и постојано имаме новитети, нели, нови реклами, нови производи, смислени кампањи и така натаму и од страна на трговците, меѓутоа исто така и законска рамка од страна на Европската унија преку која треба потрошувачот и да ја знае и да се одбрани на некој начин. Условно речено од одредени измамни огласување или од одредени нечесни пазарни практики или имаме нечесни договорни клаузули и така натаму. Значи нам ни останува работата за уште генерации да работиме на ова подрачје. Особено како што спомнавме со трговијата, која што се уште се развива и ние викаме како потрошувачки организации воопшто пошто учествуваме со европските дека навистина е добро да се постигнат исто толкав обемна права да имаме и во дигиталниот пазар. Значи, како што ги имаме на конвенционалниот пазар. И сега нова борба ни престои. Гледате со artificial intelligence, со вештачката интелигенција, така да сето тоа е новини кои што треба да ги Ке ве вратам, бидејќи долги години се занимавате со оваа проблематика, дали можеме да констатираме дека потрошувачот е едуциран и си ги знае своите права? Убаво и тоа прашање, затоа што ние стално го поставуваме, па се разочаруваме некојаш кога ќе видиме дека основни работи не се знаат уште, а нам не требаат во секојдневниот живот, сите сме потрошувачи. Затоа што некојаш е комплицирано потрошувачкото право, меѓутоа да се чита, особено законот за заштита на потрошувач. Вие знаете дека нов закон се донесе во ноември, нели 22 година, се уште го применуваме. И има некои работи кои треба да се исправат, веќе има нова директива за representative action, односно представување на интереси на потрошувачите, треба да се измени законот за парнична постапка заради колективните тужби и така натаму. Сето тоа е многу комплексно за да можеме да кажеме во една реченица што навистина е подобрано, а што не е во оваа област, но ни останува да работиме секако. Ќе ве потпрашам повторно за законот, ме интересира, бидејќи навистина на големо се купува, особено од време на короната, купување онлайн. Има доста измама, има многу нечесни работи. Што еве вака, бидејќи сте во живо во утринската, да ни кажете каде да внимаваме, што да не купуваме? Вака сега луѓето, тоа е убаво купувањето онлайн, ние го поздравуваме, многу ни помогна во пандемијата, навистина имавме многу голем број производи кои што ние ни беа достапни кога не смеевме да излеземе и тоа беше феноменално што се разви тогаш и многу луѓе беа задоволни, имаше и незадоволни. Меѓутоа, не треба да го ја мешаме трговијата на регуларни продавници, на регуларни платформи кои што постојат и продаваат од она кое што постои на Facebook страницата или Instagram. Луѓето кај нас најчесто се измамени од купување на Facebook и Instagram, се јавуваат, не можат да најдат кој им го продал производот, веќе треба да го сменат. Дали се тоа електрични производи, апарати за домаќинство, дали се некои за козметика и така натаму, не може да ги најдат. Што треба да прават, да не купуваат? Значи да не купуваат на Facebook страниците, на Instagram страниците, нема нити фискална сметка, сето тоа е пак сива трговија. Нема и ја помага нели сивата економија. Фактички немате вие тука на кого да се жалите, немате фискални сметки, немате ништо. Ќе дојде некој ќе испорача робата пред врата, вие ја зимате робата, немате ништо, не можете ни да ја проверите, иако е техничка. Так. А каде се сервисерите согласно новиот закон или за сервисирање и сето тоа? Неколку пати го споменавте новиот закон, знам дека во неколку минути ниту може да се прераскаже, ниту да се објасни, меѓутоа кој е бенефитот ако можам вака да
првично и приоритетно за потрошувачот. И знам дека тоа е се со усогласувањето на законските рамки што ги налага Европската унија. Па има голем број директиви, се транспонирани кратко само, има доста промени, особено во поглед на цената, означувањето на цената, значи продажната цена да биде означена, меѓутоа и по единица мера. Тоа е многу битно, нели? И на производот и дури парче някој има од производот треба така да се означува, се уште работиме на тоа. Она што е најважно, би рекла сега, пошто немаме време, е приговорот. Потрошувачкиот приговор е уреден во Законот за заштита на потрошувачите сега и доста е во поширок обем на норми, така да е кажано на кој начин треба да се поднесе. Прво што е значено да се поднесе до трговецот, не е битна формата. Потрошувачки приговор се нарекува. Се она што потрошувачот не му одговара, не е задоволен од производот, било што се почувствува измамен и така натаму, се обраќа до трговецот. Трговецот е должен во рок од 15 дена да му одговори, а исто така има обврска да води и административна процедура за примени приговори, затоа што потрошувачот ако отиде до државниот пазарен инспекторат или други инспекторат, нели, тогаш ќе или инспекција некоја, тогаш ќе мора да упадне инспекцијата, односно да види дали тоа се случило и дали се води таа евиденција. Откако нема да може да го реши овој проблем, да проба, нели, тогаш се оди во инспекторатот и во или кај нас се пријавува и така натаму, па ние ги упатуваме што треба да направат. Па навистина можам да кажам дека некако се оди подетално и ќе има увид потрошувачот, значи неколку алки што се неизбежни во се она што ги опфаќа и законот. Се зборуваше многу, ние сега направивме една анкета, немаме уште сумирано резултати од анкетата, со 3 прашања колку ги знаат своите права, да видиме, некои 600 луѓе се јавија, па ќе видиме како е, мислам дека е добро знаењето. Чисто да сме позадоволни, али треба многу на терен да се работи, многу со луѓето и многу да се зборува за ова. Така, ве прашав за бенефитот, уште кратко, што треба уште, бидејќи знам дека толку години се занимавате со оваа проблематика, конкретно за Македонија, што треба да опфати законот, а некако можеби се уште не е влезено во таа законска форма, рамка, каде што е многу важно. Многу важно е да се транспонира новата директива, се вика значи директива за представнички тужби или representative action directive, некојаш не знаеме ни како да ги, али мислам тоа е тоа. За таа директива да се транспонира, тоа е нова, во мај се транспонираше во земјите на ЕУ, ние мораме да одиме паралелно со тој, мора да се направи. Веќе е разговарано со Совет за заштита на потрошувачи на влада, меѓутоа исто така и со Министерство за економија. Меѓутоа исто така мора да се направи напор да сите пратеници сватат дека треба да се измени законот за амандмански, нели, со парнична постапка, да се воведе колективната тужба. И тогаш би се споела оваа проблематика, тогаш би можеле голем број потрошувачи оштетени од еден трговец заедно да се здружат во колективна тужба за да добијат обештетување. А се работи некогаш за многу малце пари, меѓутоа тоа им овозможува да се осеќаат сигурни, да веруваат во пазарот. Така. Ви благодарам за директното учество во утринската програма на Македонската телевизија. Се гледаме во следна средба, затоа што ова е нешто што е во тек, се развива, се надополнува, а сте повеќе од потребни на граѓаните. Ви благодарам, многу поздрав до сите слушатели. Студио.